Ќе разгледаме три задачи. Тоа се задачи за 6 деление од подтема да наречеме обработка на податоци според програмата Кембридж. Работиме нивото на задачите е основно ниво, значи поедноставни. Примери. Задача 1. Учениците од едно одделение истражувале и прикажале со графикон колку ученици се родени во ист ден во неделата. Еве го графиконот. Според податоците од графиконот пополнија табелата. Во понеделник биле родени, значи на хоризонталната оска ги имаме деновите, понеделник, вторник, среда и така натаму до недела. На вертикалната оска ги имаме број на ученици. Во понеделник биле родени 1, 2, 3 ученици. Табелата ќе се запише 3. Во вторник биле родени 2 ученици. Во среда биле родени, одиме сега лево, значи тука 1 ученик. Во четврток исто така 1 ученик. Во петок имаме повеќе, 8 ученици биле родени. Во петок. Во сабота 10 ученици. И во недела биле родени 5 ученици. Во кој ден биле најмногу ученици родени? Најмногу ученици биле родени во сабота. Во кој ден биле најмалце родени? Најмалце биле родени во 2 денови, тоа во среда и во четврток. Втора задача. Ќе погледнеме втора задача. Во табелата се прикажани утринските температури во Ресен во текот на првата недела во месец декември 2015 година. Да погледнеме. Според податоците од табелата доврши го графиконот. Значи ни почнале графикон. Да видиме прво табелата. Еве табелата. Ден, температура изразена во степени Целзиусови, понеделник и така натаму. Вторник, среда, четврток, петок. Значи за тие 5 дена имаме податоци. Температура во понеделник, во вторник, во среда, во четврток, во петок. Сега ќе имаме. Ни почнале тие. Во вторник температурата била, ајде да видиме сега, имаме овде 0, па 2, малце потебна линија, подебелка, 4, 6, 8. Растојанието меѓу било кој, меѓу 0 и 1, е поделено на 4 еднакви делови, или меѓу 2 и 3. Значи, секој од тие делови ни представува 0,2 десетинки. Вторник, температура 5,2 десетинки. Еве го 5, и првата цртичка, значи 5,2 десетинки. Ние треба да продолжиме. Во понеделник. 3,4 десетинки степени Целзиусови. Еве ми 3, ова било 3,2 десетинки, 3,4 десетинки степени Целзиусови. Во среда. Во среда температура 3,8 десетинки. Еве го 4, една цртичка подолу, значи тоа е 3,8 десетинки. Во четврток 4 степени Целзиусови. Тоа е наједноставно да го прикажеме. Еве го бројот 4, столбот се издига до бројот 4. Во петок температурата била највисока, тоа е 8, две цртички подолу, 7,6 десетинки. Кога била најниска температурата? Од графиконот може да се види, најнизок е овој столб, значи во понеделник, а највисока била температурата во петок. Одиме понатаму. Трета задача. Што имаме во трета задача? Во табелата е прикажан успехот на учениците на тематски тест. Според податоците од табелата доврши го графиконот како што е почнато. Значи имаме како претходната задача
доволен 2, добар 3, многу добар 4, одличен 5. Одличен 5 добиле 3 ученици, четврка добиле 6 ученици, добар 3, 12 ученици и доволен 2, 7 ученици. Ниеден не добил недоволен единица. Ајде да видиме сега како тоа ќе ни изгледа. Оцена 3, добиле 12 ученици. Добро се гледа тоа. Значи, на абцисната оска, на хоризонталната оска имаме оценки 1, 2, 3, 4, 5. А на вертикалната оска, на ординатната оска имаме број на ученици. Со 3 биле оценети 12 ученици. Одиме сега, не знам со кој сум почнал, со 2 можеби, ќе видиме, со 2 се оценети 7 ученици. Не, со 5-ките сум почнал 3 ученици. Од 5 го издигаме столбот до висина кај што е бројот 3. Значи, тој столб ни го прикажува бројот на ученици кои добиле 5 на тестирањето по математика, веројатно. Четврки, 6 ученици, се издигаме од 4 со столбот, одиме до бројот 6. Тројки, имаме прикажано, двојки добиле 7 ученици, од бројот 2 ке се издигнеме и одиме вертикално нагоре до бројот 7. Тоа се задачите предвидени за ова видео и јас благодарам за вашето внимание.